Ке имаме нешто повеќе од половина час време да размислуваме, да прочитаме и да се подсетиме на уште едно старозаветно воскресение, кое што сестра Перса го погоди пред 2 саботи. И колку што се сеќавам на пред короната, кога сестра Љубица имаше обичај да поставува прашање на крајот од тромесечието, сестра Перса водеше на тие библиски прашања. Само заборав со кој поени водеше. И колку поени има останатите. И благодариме што не подсети на овој настан, кој што се наоѓа запишан во втората книга за царевите, 4 глава, и ќе почнеме да читаме од почетокот на таа глава. Втора книга за царевите, 4 глава, се вели една од жените на пророчките синови, значи оние кои што служеа во пророчката школа, во времето на Елисеј, наследникот на Илија. Да се подсетиме малку што побара Елисеј од Илија пред последниот да биде вознесен на небо. Негов во која мера? Двојно повеќе. По што копнел Елисеј? По Духот Свети. Не по некои материјални добивки. По Духот Свети. Да даде Господ и во нашите срца, особено во ова последно време, да ни вложи таква желба, таква жет и глад за Духот Свети, за зборовите Господови, како во деновите на првата љубов. Што му се пожалила една од жените на пророчките синови? Твојот слуга, мажот мој, умре, а ти знаеш дека твојот слуга имаше стравопочит кон Господ, сега дојде заемодавачот, лихварот, да ги земе 2 мои деца за робје. Видите, уште во времето на Елисеј функционирало така нареченото должничко робство. Економска криза. Елисеј рече: што да направам за тебе? Кажи ми што имаш дома. Таа одговори: слугинката твоја ништо нема во домот свој, освен 1 сат со масло. Повторно иста приказна. Како со Илија во Либан, кај вдовицата од Сарепта Сидонска. А тој рече: оди и побарај садови од надвор, од сите твои соседи, празни садови, собери доволно. Празни. Видите, многу векови пред Христа, и во случајот со Илија, и во случајот со Елисеј, се случува по Божја сила размножување на храната која што била на располагање. Храната била скудна, храната не стигала ниту за еден, меѓутоа Господ ја умножи. Како што многу векови подоцна на земјата ги умножи 5 лебови и 2 риби во Галилеја. Потоа оди и затвори вратата за себе и за синовите своји и налевај во сите тие садови, полните ставај ги на страна. Од каде да налева? Од она што имала, да налева во сите празни садови што ги донела. И како се вика тоа?
одземање, собирање и одземање на цели броеви. Имаш и негативни, и позитивни. Не се природни броеви. Според логиката на природните броеви, колку ќе можеше да налее од тој едниот во сите празни? Не ни се кажува колку се сите празни. Но што се случило? Видите, ова било заповед од страна на пророкот, кој што бил Божи човек, обдарен со двојно повеќе Дух Свети, во смисол двојно поголема благодат, дури од пророкот Илија. Жената послушала. Таа си отиде од него и ја затвори вратата зад себе и зад синовите своји. Тие и подава празни садови, а таа налеваше. Кога беа наполнати садовите, таа му рече на синот свој: дај ми уште еден сад. Тој рече: нема повеќе садови. И маслото престана да тече. Таа дојде и му раскаже на Божиот човек. Тој рече: оди, продај го маслото и исплати ги долговите своји, а со тоа што ќе остане, ќе живееш со синовите своји. Колкава била оваа количина на масло? Не ни се кажува. Сакав прво да го прочитаме овој случај, иако сам по себе тој нема врска со воскресението, со наредниот, за да знаеме дека во времето во кое што живееме и нас денес не чека, прво се најавува економска криза, недостиг на храна, недостиг на гориво, енергенси и така натаму. Сето тоа гјаволите намерно го прават. За будалите медиумите ќе раскажуваат други причини, се разбира. Сето тоа однапред ни се кажува, веќе ни се кажувало со седмици наназад. Каква ќе биде ова престојна зима? Не знаеме. Дали ќе имаме и струја? Не знаеме. Дали ќе имаме доволно храна? Не знаеме. Во Македонија ќе има. Борче е оптимист. Можеме да се согласиме до некаде. Но нека биде Божја волја и да даде Господ да не се случат овие планови на неговите непријатели, барем за оваа зима. Потоа се случува искуството на Елисеј во градот Сунем. Еден ден Елисеј отиде во Сунем, таму една богата жена го покани во домот свој да јаде леп, и тој секогаш кој ќе минеше, навратуваше таму да јаде леп. Таа му рече на мажот свој: ете, јас знам дека Божиот човек кој постојано минува покрај нас е свет. Па ако е Божи човек, што друго ќе биде? Освен свет. Да му направиме мала горна соба над зидот и да му ставиме таму легло и маса, и стол, и светилник, та кога доаѓа кај нас, да се повлекува таму. Значи да му направиме една хотелска соба во нашиот дом, за секогаш кога ќе минува од тука, да има каде да си прилегне, да се одмори и така натаму. Еден ден Елисеј отиде таму, се качи во горната соба своја и си легна таму. Па му каже на слугата свој Гиези: повика ја Сунамитката. Тој ја повика и таа застана пред него и му рече: кажи, ете ти толку се грижиш за нас, што да направиме за тебе? Има ли потреба да му проговориме за тебе на царот или на воениот началник? Таа одговори: не, јас живеам меѓу народот свој. Елисеј продолжи и рече: тога што да направиме за неа? И рече Гиези: ете таа
нема син, а мажот нејзин е стар. И рече Елисеј, повика ја. Тој ја повика и таа застане на вратата. Елисеј рече, по 1 година во ова исто време ти ќе држиш на рацете свој син. На што ме подсекјал? На Сара. По 1 година. Сара тогаш се насмејала, а оваа богата жена од Сунем рече, не, господаре мој, човеку Божи, немој да ја лажеш слугинката своја. Божиот човек е свет. Предходно била убедена дека Елисеј е свет човек. Но зашто сега сугерира дека тој лаже? Може би се мислела дека се шегува. Но текстот вели дека жената остана бремена и роди син на другата, значи следната година, во на исто време како што и кажа Елисеј. Ова ме подсетува на прекрасните зборови во книгата што наскоро ќе излезе од печат, лекции за верата, каде што Джонс и Вагнер не поучуваат дека верата во Божиото Слово, кога постои Божие Слово, кога ни е дадена Божие Слово, верата подразбира да го прифатиме тоа Слово и да веруваме дека самото Слово ќе го исполни тоа што Словото го навестува, односно го ветува или го кажува. Да, тоа е прекрасен текст. И на повеќе места се повторува тој текст, барем во првата половина на книгата. Тогаш и лани, кога бевме кај тебе, Саше беше многу воодушевен токму од тој текст, ако се сеќаваш. Значи, ние не треба да му, со нашите дела, да му помогнеме на Словото. Ние само треба да го прифатиме и да веруваме во него, а тоа подразбира дека се што правиме и како се однесуваме е во согласност со таа вера. Но важно е да постои Словото, бидејќи ако нема Слово, ние може само да вообразуваме, а во некои ситуации дури да покажуваме дрскост. Треба да постои Словото и да се држиме за Словото. Да се држиме за Словото, кое вели дека Господ нема да те остави. Дека Господ нема да остави праведникот да гладува и неговите деца да просат за леп. Ги имаме ли тие ветувања во писмото? Значи, што е потребно од наша страна? Да бидеме праведни. Ние да ја примеме Христовата праведност со вера. И така нема да се плашиме од било која престојна економска криза, најавените глад, неволи и така натаму. Или ескалирање на оваа криза и големите неволи што потоа следат. Што се случува сега? Значи, прво, и во случајот со Илија, и во случајот со Елисеј, прво гледаме економски кризи, а потоа што? Смрт и воскресение. Ова е многу актуелно за наше време. Економски кризи прават Божите непријатели, а бидејќи живееме во последното време, бидејќи живееме во времето, освен ако Господ него сосема не ги растори нивните планови и не се одложат тие за наредни децении, живееме во времето на Божиот печат и жигот на зверот.
А тоа значи, браќа и сестри, живееме во времето кога ќе се случат после тие големи неволји и воскресенијата. И тоа не мислам на општото воскресение, кое што секако ќе се случи кога Господ ќе дојде, туку Библијата не поучува за така наречените делумни воскресенија. Постојат делумни парцијални воскресенија. И се разбира, нема да има некој многу долго време помеѓу нив и Христовото доаѓање, но темата за делумните воскресенија, кои што ќе се случат во времето на неволите, после запечатувањето и жигосувањето, е една многу битна тема која што повеќето христијани не ја гледаат. Ние живееме во тоа време, можеби сега е само почеток, сето ова е само почеток на кризата која што ќе заврши со големите неволји и со второто Христово доаѓање. Зошто се запишани овие случаи во Библијата, дури и во Стариот Завет? За да се увериме во реалноста на воскресението. Се разбира, дури Новиот Завет многу повеќе не убедува во тоа, но и во Стариот Завет Господ направил вакви силни и големи чуда за да не убеди во реалноста на воскресението, а истовремено, бидејќи се ова настани од пред илјадници години, истовремено да не добијат уплав, да не ги преплаши до смрт сите неверници и безбожници кои што не сакаат да веруваат во тоа. Детето порасна и еден ден отиде кај татка си, кај жетварите, и му кажа на татка си: главата ме боли. А тој му рече на слугата свој: одведи го кај мајка му. Го зеде и го одведе кај мајка му. И тоа седеше во скутот нејзин до пладне и умре. Сега, што било ова, не ни се кажува и не е битно да нагаѓаме каква била ова болест, каков бил овој случај. Таа отиде и го положи во леглото на Божиот човек, го затвори и излезе, па го повика мажот свој и рече: испрати ми еден од слугите и една од магариците. Не превозно средство. Ако снема бензин, нема бензин, нема струја. Нашите браќа од Шутка, некој од нив, ќе бидат спремни како мишите со своите коњи и запрежни коли. Колку бргу, само да си замислиме, колку бргу преку ноќ. Преку ноќ се случи короната, преку ноќ. Колку бргу може од една сабота до друга да светот да се врати во 19 век? Можно е тоа? Еве, значи, јас намерно споменав. Знаеме некои луѓе кои што се уште живеат со коњи, работат со коњи, се движат со коњи и така натаму. Ние знаеме, знаеме да јаваме конј. Замислете, треба да ораме нива, ама не со трактор. Ако сето тоа не функционира, нема бензин, нема струја, нема модерна технологија, ќе можеме да ја ораме со животни. Прашање за размислување. Денес постојат гласови од многу луѓе како треба да се вратиме на некои вештини и искуства кои што сме се заборавени, за денешните генерации се заборавени. Значи, јас се чудев како многу млади американци не знаат да возат автомобил, ако не е автоматик. И тоа ја дори им се смеев, не знаат да возат со мењач, не знаат комплук, не знаат.
Дори го ставија Гоце да ги учи сите американци како се вози со менјачи, со кумпл. Не знаат. Така сме и ние во однос на струја, во однос на автомобили. Не знаеме да работиме со коњи, со волови, со стока, со магариња. А кој знае? А мишите знаат. Видите како во оваа криза, а мишите се пример на луѓе на кои што никој ништо не им може. Ниту кризата ги засегна, оваа здравствената криза. Тие си се одамна декларирани дека не примаат никакви вакцини. И не постоела никаква епидемија која што сериозно им наштетила ним или на нивните деца. Здрави се и живи до ден денес. Барем не се поболни и поранливи од другото население. Живеат од земја, живеат со стока, со добиток се извинувам, живеат со коњи. И сега кој е поспремен за последната криза? Тие или ние? Кој е поспремен? Еве еден прост пример. Сите што се грееме со струја, еве снема струја. Како ќе помениме зимата? Кој е поспремен? Тој што се грее со дрва, со брикет. Тој што се грее со дрва е поспремен. Прост пример. И така натаму. Значи, жената сунамката побарала да отиде кај Божиот човек. Мажот ја праша, зошто ќе одиш кај него? Денес не е, вете, ова е интересно. Овој момент е интересен, иако тоа не е темата. Зошто ќе одиш кај Божиот човек? Денес не е ниту нов месец, се мисли младина, ниту сабота. Значи, што било вообичаено? Во Израел, што било вообичаено да се прави? Било на нов месец, на младина, првиот ден од месецот, млада месечина, или секоја редовна сабота. Што правели израелците? Да го посетуваат, да го посетуваат пророчкото училиште. Значи, кој можел, одел да посети некој пророк. И сега, бидејќи во моментов тоа не било случај, не било ниту младина, ниту сабота, зашто ќе одиш кај него? Таа рече, биди спокоен. И ја оследла магарицата и му кажа на слугата свој, води и врви, не запирај додека не ти кажам. И тргна и дојдоа кај Божиот човек на гората Кармел, дури каде се наоѓал Елисеј. Омилено место му била гората Кармел. Гората на која што Господ се прослави себе си и го прослави својот слуга Илија, учителот на Елисеј. А кога Божиот човек ја видео далеко, му кажа на слугата свој Гиези, еве ја она сунамитка, трчај да ја пресретнеш и да ја прашаш, здрава ли си? Здрав ли е мажот нејзин? И здраво ли е детето? Таа одговори, здрави сме. А кога дојде кај Божиот човек на гората, се фати за нозите негови. Значи, прво на слугата така ја одговор. А дори кога се срекева со Елисеј, се фати за нозите негови и Гиези се доближи да ја отстрани. Значи, ова не било вообичаено. Значи, ова било дури нешто скандалозно. Замислите кога жената тоа скапо миро, тоа масло го троши за Христовото тело. Па почнува, па и нозете негови. Замислите, некоја жена го фаќа Христа за нозете. Како тоа делувало на другите. Тоа е скандалозно нешто глупово, неморално, нечисто. Тоа било случај. И сега Гиези помисли, што прави ова будалава? Почнува да го фаќа Елисеј за нозе. Гиези се обиде да ја отстрани, но Божиот човек рече, остави ја душата и ја огорчена, а Господ ја сокри од мене и не ми јави. И таа рече, барав ли јас од мојот господар син?
Не зборував ли, немој да ме лажеш? Тој тогаш му рече на Гиези, препаши се преку половината и земи го стапот мој во раката и врви. Ако сретнеш некого, не го поздравувај, и ако некој те поздрави, не му одговорај. И стави го стапот врз лицето на детето. Много интересно, кога Елисеј давал решение за некој проблем, тој си останувал таму каде што е, а секогаш праќал порака што другите да направат. Например, на сирискиот генерал, оди и избањај се 7 пати во реката Јордан. Све некој друг нешто да направи и ќе биде во ред. Значи, не требало да се чека тој лично да дојде ваму или онаму. Туку доволно било само да се послуша зборот. И сега, зошто Христос го пофалил римскиот офицер? Бидејќи евреите јаир ли е, овој ли е. Евреите секојаш барале Христос да дојде во местото каде што има болен, каде што има проблем, каде што е некој на умирање. И Христос да го реши тој проблем. Дори сестрите Лазарови, што му велат, за тоа ќе прочуваме друг пат. Господе, да беше ти тука, немаше да умре братот Лазар. Значи, евреите зависат од Христовот, и оние што веруваат во него, се разбира, за тие другите не станува збор. Зависат од Христовото присуство. Христос да е тука. Христос да беше тука, немаше да умре. Христос да беше тука, ќе го исцелеше. Христос да беше тука и така натаму. Но уште во Стариот Завет Господ давал примери во случајот со Елисеј. Не мора да зависите од физичкото присуство нечие на Божи човек. Само верувајте во Словото што ќе биде дадено од Него. И сега евреите тоа не го научиле, значи таа поука од овие примери со Елисеј не ја сватиле, а еден римски капетан кој што сигурно не го читал Стариот Завет и не ја читал еврејската Библија, тој му рекол на Христа, не мора, Господи, не мора да доаѓаш во мојот дом толку и толку километри далеку. Само кажи збор и ќе оздрави слугата мој. Што е битното? Битното е Словото, Божиот збор. Тоа е битното. И ние денес го немаме Христа физички на земјата. Барем не се уште. Но го имаме Словото Божио, а тоа е најважно. Ако веруваме на Словото, да веруваме на Словото што е дадено, и Господ ќе го направи останатото преку својот дух. Што се случило? После овој рецепт на пророкот Елисеј, значи, Елисеј во 29 стих, тој совет со стапот, му го дава на својот слуга, на Гиези, тој да отиде и тоа да го направи врз лицето на детето. А мајката на детето рече, се колнам во живиот Господ и во животот на твојата душа, нема да те оставам. С други збор, женава преколнува, што? И Елисеј да отиде со неа и со слугата во незиниот дом. Колко е таа, како нашата човечка природа бара сигурност во телесната присутност. А видите, лекцијата за верата, што треба да ја научиме од овие примери, од примерот на Елисеј, иако не ги читаме сите примери од неговиот живот и служба, е Словото. Се што е битно е Словото. И римскиот офицер, еден необрезан окупатор, тоа го сватил подобро од Божиот народ.
Се што е потребно е Словото. Само Слово да даде Господ, да го прифатиме и да веруваме, ке се оствари. Ке се оствари кажаното. Не е битна физичката присутност на овој или на оној. Но жената, тоа е тоа, во својата мака, во својот очај, таа бара, таа наоѓа сигурност, смета дека е посигурно ако и Елисеј биде присутен, ако и тој дојде. Тогаш и тој стана и тргна по неа. Сега од Кармел пак до Сунам, дока и не е дома. Може за домашна задача да си пресметаме колку е тоа далеку, каде се наоѓал Сунам и така натаму. Од гората Кармел. Гиези отиде пред нив и го стави стапот врз лицето на детето, но не се чу ни глас, ни одговор. И му излезе во пресред, му соопшти и рече, детето не се разбудува. Значи нема ништо. Зошто нема ништо? Добро, Елисеј не ни ветил дека детето ќе се разбуди веднаш откако тоа ќе се направи, туку тој му рече, оди и направи го тоа. Потоа и Елисеј влезе во куќата, и ете умрено дете лежи на леглото негово, и влезе, и ја затвори вратата зад себе и му се помоли на Господ. Потоа се качи, легна врз детето и ја стави устата своја врз неговата уста, очите своји врз неговите очи и дланките своји врз неговите дланки, и се простре врз него и телото на детето се загреа. Интересно е ли се и употребува и некои технички, нешто слично на природни терапии, технички средства, во овој случај како и Христос кога го исцелил слепиот со кал. Не дека тоа воскреснува или лечи слепило, калта. Елисеј стана и почна да оди по собата натаму наваму, потоа пак се качи и се простре врз него. И детето кивна 7 пати и ги отвори очите своји. Многу интересно што во овој случај не гледаме веднаш да се случува тоа што мајката го сака. И не само мајката, сите присутни. Во случајот со Илија и вдовицата во Сарепта Сидонска, како беше? Дали веднаш оживеа детето нејзино? По првата молитва на Илија. Се сеќавате? Колку пати се молеше Илија кај вдовицата во Либан? 3 пати. И во случајот со Елисеј, и во случајот со овој случај со Сунамката и нејзиниот син, не гледаме веднаш да се случува Божјо чудо. Иако на крај сепак се случило. Што сака Господ да не поучи со ова? И Сунамката, и вдовицата од Либан немале совршена вера во Божјото Слово. Немале. Дури кога оживеал синот, вдовицата му вели на Илија, ако се сеќавате, сега знам дека си Божи човек, и така натаму, и така натаму. А што претходното чудо кога се умножуваше маслото и храната, тогаш брашното, тогаш не беше Божи човек? Тогаш се уште беше под лупа, сомнителен. И Сунамкава не покажа вера, совршена вера во Божиото Слово, Словото на пророкот во случајов, туку се потпре на своите чувства. Ова е еден друг проблем што ние го имаме во нашиот духовен живот. Треба да знаеме да го разликуваме, да ја разликуваме верата од чувствата.
Нешто спомна и Борче на таа тема, претпладнево. Значи, Божјото Слово беше тоа. Му вели на Гиези, оди, направи го тоа и тоа. Зошто женава не беше мирна после таа заповед? Се потра на своите чувства. Не Гиези, не слугата. Ти да дојдеш. Ти да бидеш присутен. Лично. Покажа несовршена вера. И како што вдовицата во Либан имаше сомнеш, значи несовршена вера. Затоа и исцелението, во случајот воскресението, не се случи веднаш. Имаше пречки од страна на непријателот. Но, на крај сепак се случи. Тој го повика Гиези и му рече, повика ја сунамитката, и тој ја повика, таа дојде кај него и рече, земи си го синот свој. Таа се доближи, падна пред нозете негови и се поклони до земја. Потоа го зеде синот свој и излезе. Немаме повеќе време за другите чуда на Елисеј. Не интересираше само воскресението. Бидејќи живееме во време кога пред да настапат големите неволи, Господ ќе повлече и уште повеќе од сите оние кои што ги повлече од нашите редови. Ќе повлече на почивка уште многу други луѓе. Да не чуди ако Господ сега не исцелува некого. Некој ќе ги исцели, да. Каде што тој исцеление ќе биде за прослава на неговото име, да се обрнат, да се спасат многу души во тие семејства кои што дотогаш биле неверни, например. Но кога се работи за многу верни семејства, да не чуди ако Господ не ги исцелува нашите болни, ако дозволи тие да починат. Зошто? Затоа што доаѓаат страшни неволи, каде што е подобро тие да спијат, отколку да живеат низ нив, искушенија преголеми за да бидат поднесени. Но радосната вест е дека е ова последното време, дека овие се последните денови и дека ова што сега го живееме е само почеток на крајот. Господ доаѓа. И не само општото. Според Словото Божјо, делумните воскресенија ќе се случат уште пред Христос да се појави. Да веруваме во ова Слово. Тоа е сега се што имаме. Немаме тука сега Божи пророци. Го немаме Божиот Син сега на земјата да ги воскреснува оние кои што привремено ги загубивме. Но да веруваме во она што го имаме Словото. И да веруваме, браќи и сестри, дека многу скоро ќе ги видиме нашите починати. Сите верни починати. Бидејќи живееме во последното време, живееме во времето кога ќе се случат и делумните, а потоа со Христовото доаѓање и општото воскресение на мртвите. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Татко наш, ти благодариме што сме живи и здрави. Ти благодариме што одново учиме од Словото Твое за лекциите кои што ни се потребни во ова последно време. Лекциите за вера. Вера во Твоето Слово. Ти благодариме и за оваа лекција од животот на пророкот Елисеј, еден мал дел од тој живот. Бидејќи знаеме, Господи, живееме во време кога не треба да не разочара ништо, ниту смртта на нашите најблиски, бидејќи престојат големите неволи. И овие малите се уште на почеток, но престојат и големите неволи потоа. Само едно знаеме, дека после сето тоа, после таа страшна ноќ следи Твоето утро, Твојата зора.
Твоето доаѓање и дури делумното воскресение на сите оние кои што почина со вера во тројната ангелска вест. Меѓу нив и сестра Мимица и мнозина други пред неа, кои што ги испративме на привремена почивка, бидејќи таква беше волјата Твоја. Но веруваме дека ќе ги видиме и веруваме дека времето е близу, како што настаните се случуваат. Ние сепак те молиме, Господи, растори ги плановите на безбожниците, на Твоите непријатели. Нека оваа зима помине без голема криза, без војна, без недостиг на струја, огрев, енергија, храна и така натаму. Нека биде волјата Твоја, води не и чувај не во новата седмица, а за тоа Ти благодариме во името Христово. Амин.